65 години по договорот од Рим. Дали Европа е целосно економски и политички обединета и интегрирана? Со овој панел започна вториот ден од Преспа форумот за диалог во Охрид. Регионот на Западен Балкан се соочува со економски ветришта поради војната во Украина, беше речено на панел дискусијата. Македонскиот премиер Ковачевски кажа дека во денешни услови на светски превирања уште повеќе е потребно вклучување на регионот во ЕУ. Имаме направено многу одрекнувања, сме донеле тешки одлуки за зачленување во Европската унија и во НАТО, за подобро ни на граѓаните. Членството во НАТО е постигнато. Поради една блокада, Европската унија не ги исполнува ветувањата, иако има широка поддршка од земјите членки. Српската премиерка Брнабич рече дека по договорот од Рим Европа не е целосно економски обновена и интегрирана. Ако и кога Западниот Балкан ќе стане целосно интегрирана во Европската унија, мислам дека тогаш одговорот би можело да биде да. Мислам дека е логично да се прими Западниот Балкан во Европската унија, во Европското семејство на нации. Еврокомесарот за проширување Вархеј каже дека ова се тешки времења за нашите економии. Но последиците на војната се видливи и пошироко и во регионот. Ве уверувам дека Западниот Балкан останува наш приоритет. Ова е причината поради која го вклучивме Западниот Балкан во нашите политики за олеснување на кризите со газ и храна. Беше речено дека сите земји во регионот се соочуваат со инфлација, најголема по Втората светска војна. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.